Добро почитувани, во рака држам документи за исплатени и искористени најмалку 22 милиони евра од УЈП по основ на поврат на ДДВ, а всушност се работи за криминал. Се работи за добро разработена шема на извлекување на пари по однос на поврат на данок на додадена вредност, кои што се бројат во милионски суми евра. Но овие документи докажуваат и дека Сања Лукаревска не ја говори вистината. Не е спречен поврат на ДДВ, како што таа тврди. Напротив, има загубени најмалку 22 милиони евра. Без да должам, го отворам првиот случај. Ова се документи за случајот Актико Текст. Тоа е струмичка фирма, регистрирана со 5000 евра во април 2022 година за трговија со текстил на големо. Основач е Зуле Кармзова, која по само 3 месеци има побарување до УЈП за поврат на ДДВ од 10,5 милиони евра за увоз, купување на стока од 50 милиони евра. Фирма со толку стока потоа пријавиле само 3000 евра за данок, иако вредноста УЈП ја проценила на 8,5 милиони евра. Кармзова со 10,5 милиони евра поврат на ДДВ од купена стока на 50 милиони евра, одеднаш на 29 декември 2022 година, по само 8 месеци, ја продава Актико на Екзон Бериша од Косово. Фирмата менува адреса од Струмица во Визбегово, а се менува и име од Актико Текст во Окитна Трейд. Таа фирма за 3 месеци потоа, 2023-та, искористува поврат на ДДВ нови 0,5 милиони евра за набавена стока од 14 милиони евра. И таа треба да плати 2,7 милиони евра, ама пријавиле 15.000 евра данок. За појасно, вкупно оваа фирма од април 2022 до март 2023 искористила 11 милиони евра поврат на ДДВ, треба да плати 11 милиони евра данок за стока за која што вкупно пријавиле до УЈП само 18.000 евра. А во декември го сменила и собственикот од Струмица на Косово и адреса од Струмица во Скопско Визбегово. Почитувани, сега доаѓа интересниот дел. Дури во јули 2023 УЈП сака да направи увид во книгите, но за Зуле Кармзова, основачот на компанијата, фирмата е продадена и со неа приказната завршува. УЈП не може да го најде новиот собственик, Екзон Бериша од Косово, ниту пак неговата документација. Според податоци што ги има, УЈП го бара преку МВР, а одговорот е следен. Екзон Бериша не постои. Има друго лице со тој број на пасош, а тој во Македонија таа година воопшто не влегол. И УЈП констатира дека нема деловни книги, нема смеководство, дека фирмата со непостоечки газда должи над 11 милиони евра, ама сега нема кој да ги плати. Почитувани, ова е само еден пример, вреден 11 милиони евра исплатени и искористен поврат на ДДВ по криминална шема. Сања Лукаревска не говореше вистина дека се спречени обиди за криминал за поврат на ДДВ. Но тоа што е спорно е зошто УЈП спиеле цела година. Нова фирма одеднаш пријавува поврат за енормни 50 милиони евра, па не прашува зошто со стока од 50 милиони евра пријавува 15.000 евра данок. Не прашува зошто по само 8 месеци со поврат на ДДВ фирма од 11 милиони евра, фирмата сега се продава. И најважно, дали во УЈП воопшто се сетиле дека основачката на Актико, Зуле Кармзнова, која по 3 месеци работа побарува 10,5 милиони евра поврат на ДДВ, дали таа не е случајно сопруга на Кармзов, чија што фирма во јуни 2020 беше една од 5 вмешани во ист криминален скандал. За 4 месеци извлечени над 5 милиони евра по основ на поврат на ДДВ. Значи, стара шема, позната шема, со речиси исти играчи. Прашање е што правела УЈП со Лукаревска. Како е возможно да нема аларм за толкави побарувања за поврат? И тоа од веќе за УЈП звучно презиме. 11 милиони евра за една година. А ова е само еден случај. Ова докажува дека Сања Лукаревска
не ја кажува вистината. УЈП нема спречено поврат на ДДВ на криминален начин. Напротив, лагае дека е спречен криминал за поврат на ДДВ. Исплатени се 22 милиони евра пред носот на Лукаревска. Почитувани, никогаш не било полошо, важно е да ги поразиме. Ви благодарам. Повелете. Ја публикувате на одговорност, публикувате на оставка на Лукаревска, дали доказите кои се презентират пред или поднесете до јавно обвинителство, како ќе постапите понатаму? Ова се докази, како што слушнавте, и за работа внатре во самото УЈП, и Лукаревска треба да одговори зошто ја лажеше јавноста дека има спречено криминал, односно криминална исплата за поврат на ДДВ, зошто на брифинг со јавноста, и тоа излезе во медиумите, и понатаму сама го збореше, збори за шеми кои што се некаде околу 2-3 милиони евра, а пред носот и се случуваат и е запознаена со случаи кои што вредат над 22 милиони евра криминален поврат на ДДВ. Државата со тоа е оштетена. Фирмите фактички се продаваат. Во 2020 година имаше ист таков случај, тогаш фирмите беа продавани во сопственици наводни во Бугарија и во Турција, сега се продаваат на Косово. Ви благодарам.